Слушай, вамо, ајде да не бидам ко Рей Чарлс. Здраво, драги мои пријатели и пријателки. Да, може би се обидувам да украдам затоа што цел живот го поминам секоја вечер пред милиони лукси. Тоа е мерило на светлината и мојот штит вид е прилично чувствителен на директна светлина кога е во очи. Но, добро, зато ова е мојата работа, затоа страдам. Не сум рудар па да ми сараат белите дровови или не знам, работник, хемичар кој нели кожата ќе изгори. Сите, ние ќе си пострадаме во својата работа. А страдаме од љубов. Зошто? Затоа што кога се жртвуваме, телото го даваме, го предаваме и затоа што твориме, создаваме, правиме и сакаме заради нашите. На крајот на криштата, нели, некој ќе рече правиме за пари, ама зошто се тие пари? Себично ги трошиме, скоро никој од нас, ретки се тие кои нешто ќе потрошат само за себе, пак тоа е некаква корист за семејството, за блиските, за пријателите. А кога работиш, би требало политичарите да се врвот, оптимумот на цивилизацијата и хуманоста, затоа што она што го прават треба да биде за сеопшто добро. Мислам, буквално онака, дури и религиозно. За жал, ние тоа го очекуваме од нив, но они најчесто паѓаат, се корумпираат. И многу е, знаете, мудростите кажани уште преди илјадници години важат и денеска. Иди ти, вади мети, не лизни. Ние бараме доблест од свештеници, од политичари, не можеме. Нема нигде доблесни, значи ни библиотекари, ни научници, ни религиозни, се е тоа човека. Човек е падната природа, он прави и добри и лоши работи. Лошите работи ги завршуваат на суд, ние имаме неколку судски процеси кои треба да ти се превртат, ја не ги коментирам, затоа што протестирам заради вас. Затоа што секаде во светот каде има драматични случувања што се однесува кога се случуваат убиства, силувања, тешки кражби, се отвараат широки дебати и нема подобар начин. Не е само стрелај го виновникот, казни го виновникот, земи му што сакаш на виновникот, туку и треба да има некакво општо добро, да ни згрее душата, како ова ТВ каминче овдека мене што ме грее портабл од 5 киловати со кое се греам на атомска енергија, така што зато и заштедувам, иначе кај да не е жешко туку онака побудалувам, знаете, можете да ми одземете јади бурек, ама ја не можам да се одземам од јади бурек и да ги коментирам работите како што се. Расположен сум, многу сум расположен периодов затоа што органски ја чувствувам позитивата. Многумина од вас сте насекирани што се случува во Македонија, заканите, нели, моралниот колапс, како ќе биде со бизнисот, што ќе биде меѓу луѓето и така натаму. Имало автобуси, загадено било. Знаете што? На крајот на криштата ништо ново. Знаете кога ни било добро? Кога ќе сме почувствувале дека ајде бе, барем некој се грижи заради тоа. Јас сега имам такво чувство, дека некој се грижи. Нешто се обидува. На крајот на криштата и не ми е важно, исто како дома. Значи, буквално, како што дома ми се работите, например, моите најблиски не можат ни приближно да измијат садови, да исперат, да исчистат, испеглаат, измијат прозори, како што јас тоа го правам, бе. Јас сум папуче number 1 на Балканија, галаксија. Така што, но ми е драго кога ќе ги видам дека се потрудуваат и помирно. Може би не е пак најчисто, може би сум ангажиран нешто друго, но гледаш дека некој се обидува нешто да направи и тоа ти дава надеж. На крајот на криштата не е целта битна, битна е не процесот.
многу е религиозно да не забегувам. Зошто сум расположен? Затоа што искрено да ви кажам, периодов без загрижен и малце повеќе ги анализирав работите на меѓународен план, што се случува Русија и Украина, колку тоа ќе детероира, колку тоа ќе дерогира, колку тоа ќе ескалира на светски план. Дали ќе видиме можеби светска војна, дали ќе видиме можеби тактичка нуклеарна бомба, и сето тоа е загрижувачки. Многумина од вас со право беа загрижени затоа што и тоа е реална можност. Но знаете што, премногу луди, но премногу паметни луѓе има во целиот процес, така што се игра секогаш игранка. Ако у момент помислите, готово, атомска војна ќе има, нема да се случи. Не дека секогаш сме биле во грешка. Јас се сеќавам кога се распаѓаше Југославија, кога ми дојде пријател и кога ми рече: Јанко, ќе има војна. Хрватска, Босна, Србија, тоа е сигурно. Ја го гледам, му веха: таква војна, бе, да идеме у диско вечер, чки, балеринките не работат, протестираат, не земале плата, сега ќе биде крш. Сакам да кажам дека инстинктот го имавме реален и нереален. Но овој пат мислам дека не ме лаже, благодарејќи на искуството, на она што сум го стекнал со годините, со она што сум го гледал, бидејќи акумулирам што се случува, какви пораки стигнуваат, какви трансформации се случуваат, какви ескалации на терен, на фронтовите и така натаму, и кон што тоа конечно води. Ме загрижи ситуацијата кога Соединетите Американски држави, Бајден и демократите во нивната препотенција, ароганција, спектакуларна со росписко, СДСМовска, левичарска, кмерско, комунистичко, тоталитаристичко однесување, донесува одлука да и дозволат на Украина да може да ја бомбардира Русија со интерконтинентални, со ракети со голем дострел. Ја би употребал оружје. Да, ако знам дека барем малку тоа ќе промени на фронтот, дека ќе придонесе побрзо мир, или дека барем ќе победам. Има ли некој ретардиран дегенерик, дебил, платеник со роспиите кои веруваат дека Украина и нуклеарки да ја дадете може да ја победи Русија? Има ли идиот? Пазете, Европската унија кога се додели ова, стана со стоечки овации и поздравија дозволата за употреба на ракети со далечен дострел врз Русија. Тоа е, знаете како? Тоа е буквално исто како оркестарот кој свиреше на Титаник кога тонеше. Тотално немање сенс за реалноста. Зошто? Затоа што се тоа со росписки бројлери кој не може рационално да размислува, кој не може подалеку да гледа, кога шефицата негова вика: аплаудираме! Го ведо едно! Браво! Браво! Феноменално! Мислам, просто ти се надига од дебилштината во која се спремни заради собствената глупост, заради собствената ретардација, да го отфрлат светот во оган. Нема да отиде светот во оган, ама ќе биде гадно, ќе попијат гадни шамари, како што Австрија го попи шамарот кога сега им го секнаа гасот. Леле, мајко моја. Затоа се радувам за Доналд Трамп, Елон Маск, Кенеди. Затоа се радувам, затоа што нивниот проект наречен DOGE или DOGE, Department of Government Efficiency, предвидува прво и основно она што го утно Доналд Трамп претходниот пат, ама го немаше Елон Маск, затоа што Доналд Трамп е добар, ама Елон Маск гледа, мамата си ја расплакал, гледа 100 години однапред, има извореден сенс за бизнис, за
технологија и за тоа како треба да се оптимизира работата во компании и политички. Отпушти ги првоплатениците, фрли ги на улица. Но, пазете, не е тоа фрлање на улица. Сите они ќе добијат мрсна отпребнина каква што може да сонувате. Никој нема да квичи од нив што ќе излезе од администрација, ќе добие пар милиончиња у джеп и ќе си почне некој свој бизнис. Но, тргањето на администрацијата, наметната од страна на демократите, на Сорос, на НГО, на длабоката држава, ќе значи подобар економски развој на Америка. Што значи една држава кога економскиот развој и расте? Не Аргентина. Дали е заинтересирана за некаков конфликт со соседите сега? Не, затоа што за 2 години она од дефицитот иде во суфицит. Затоа што нивниот, кој го викавте сулут председател, чиј интервју го пуштив 2 часа, го преведов, значи, моите сведоци ми помодреа додека го завршив тоа, но фала Богу, ете и тоа го имаме, за да сватите дека треба праволиниски да се размислува, а не ни треба Министерство за космос, Министерство за Вселена, Министерство за канализација и Министерство за гуртни. Не бе ги исече, само пар министерство, мислам дека е тоа МВР и војска и здравство, другото све испосече и пушти пазарот да се регенерира, бизнисот да тргне, а бизнисот дали е заинтересиран за војна? Еве да ви кажам дека дури и воената индустрија не сака војна, затоа што во војна прво не ти се плаќа. Знаеш дека во војна не плаќаат, отпосле се плаќа, ако ја добиеш војната, ќе добиеш пари за тоа. Трета светска војна некој ќе ја добие? Прашувам, јас се извиња, со проштењем на софрата што го поставувам прашањето, бидејќи во време кога НАТО тоне како Титаник и си ангажира мадам Шечарлем, Шекеринска, тоа само покажува. НАТО е станата како Евровизија, една исперверзирана, безцелна, со нејасни цели, една институција која, за да се оправда себе си, треба да биде само агресивна. Удри Украина, удри Грузија, шарена револуција во Грузија, шарена револуција во Србија, шарена револуција во Израел. Сорос, НАТО, длабока држава, НГО, исто е, истите извори, истите корени. Работата е што они сите тие кои ги раководат мислат дека ќе се спасат, нели, ќе имаат бункери, ќе бидат заштитени, нема да се деси, стоката ќе испоцрка и така натаму. Јас знам дека тоа не е така, но може би и така. Појма немам, не можам да шпекулирам, може би имаат бази на месечината, таму ќе уживаат, предпоставувам, направиле некој резорт како на Малдиви. Она што ме радува е што тој процес е започнат и е иминентен и е ултра забрзан во Соединетите Американски држави. Тоа што ќе го направи Елон Маск таму, ќе одекне во целиот свет, во Европа, во... Како CNN ја гледам ноќеска, снема, стрема, господинот Елон Маск и неговата SpaceX, господинот Елон Маск, а до вчера бесилки, колци му става. Значи, нема, гледаат кој е победникот, намирисаат дека овие веќе не можат ни да се вратат и работите брзо ќе ескалираат. NBC најверојатно ќе биде купен од Елон Маск. Овде му стои, баш му ги читам твитовите. Дали може кај нас нешто такво да се... Камо среќа! Елоне! Република, гледа, растураме. Што преживеавме ние од Република? Какви притисоци, закани, тужби, малтретирања, мрцварења, изживувања врз моите колеги преживеавме? Па заслужуваме, што ја знам, едно грантче од тебе, невака неповратна помош, пар десетици, стотици милиони долари. Враќам до први, ја гарантисам. Медиумите што беа храбри, што издржа, ќе доминираат сега и ќе доминираат само ако продолжат да ја зборат вистината.
Ако се однесуваат како што се однесуваа претходно со лажи, памтите како беше со СДСМ. Сите СДСМовски медиуми викаа, па тука е за малце, па ќе победи СДСМ, мала е разликата, шлепер жаба. Истото се случи во Америка. Па да видиш сега како цвилат медиумите, како се преструираат и така натаму. Се е тоа небитно ако немаме камче. Значи, зошто сум спокоен? Прво, за ескалацијата на војните да кажам дека нема да има трета светска војна. Се игра паметна игра, најверојатно е ова сега да се допотрошат и затапкаат работите на огромното невидено перење на пари кое се случи во суштина и тоа беше Украина. Каква борба за слобода, каква демократија, каква заштита од Русија, какво вретардиран пропагандизам беше тоа. Се работи за перење на огромни средства, па Хантер Бајден, од Клинтон наваму тоа се огромни пари. И време е да му секнат парите на Сорос кој си ги лапаше од американската држава, од USAID, кои беа наменети само за нивни експоненти овдека во држави како што е Македонија. Згора на тоа, Македонија во овој момент, и мислам дека премиерот баш денеска ја објави таа вест, а тоа е најпозитивната вест за нас. Веста гласи дека со банките е договорена камата од 1,95% за унгарскиот кредит за компаниите. Значи 250 милиони од унгарскиот заем, не е ова целиот заем, ова е делот. 250 милиони ќе бидат поделени на македонското стопанство. Жглап! Што значи ова? Ниска камата, грейс период и 15 години, 3 години грейс период. Значи, земаш средства, 3 години си грейс. Значи, те оставаат на рад. Да изградиш, да направиш, да се поставиш на пазарот, да го финализираш производот, да почне производството, нешто ако е веќе во производство или во бизнес или во било што. И потоа 15 години имаш рок на отплата, зависно од колку е потребата на компанијата. Но ова е една од најниските каматни стапки, 1,95, помалку од 2%. Ова е изворедно, ова нема компанија која нема... Чекајте, нам не се исплати сега да земеме нови машини, да вработиме нови луѓе, да тргнеме нешто да се случува. И ние брзо ќе го осетиме ова. Во наредните 2-3 години ќе видиме побарување, како што у моментов, нели, бега народ вака, така, ова, она, ваму, таму, но во последно време приметувате дека платите дури на касирките им се зголемени, кои беа најмизерни, дека секаде има побарување за работа, дека сегде се подобруваат условите. Сега ќе биде уште подобро. Тоа мене ме радува, бидејќи во случај на војна не можеш ти да имаш, или ако веќе ти е јасно дека ќе има трета светска војна и катаклизма, да даваш некакви си ниски камати. Не, затоа што тие што работат не гледаат само економија, да ја гледаат политика, прават планови, прават проекции како ќе се движи, што ќе се движи, како ќе биде, и тоа го прават американци, европјани, руси, кинези, и велат окей, треба да се реинвестира, треба да се ова, треба да се она. И нашите тоа го разбра. И затоа сум расположен. Затоа што нема да има трета светска војна. Затоа што ќе имаме убава нова година. Затоа што ќе имаме повторно заживување на стопанството кое застана преку 10 години, не мрдна од место. Конечно, thank you. Фала ти, Господи, и бидете оптимисти. Бидете ми добри. И правите деца, што да ви кажам, нема поповолен момент за праење деца од овој. Слушај ваму.